Почитувани сограѓани, живееме во време на најнеспособната власт откако е самостојна, независна Република Македонија. И на централно, и на локално ниво. Живееме во време кога продажбата на националните интереси е примарна цел, а народот е оставен на маргините, едва и да сврзува крај со крај. Она што Социјалдемократскиот сојуз го понуди во овие 2 години, откако е на власт, е продажба на националните интереси, продажба на вековното име Република Македонија, продажба на историјата, продажба на македонскиот идентитет. Склучува погубни договори со Грција, со Бугарија и спроведува туѓа платформа, тиранската платформа. После работата на комисиите и промената на учебниците, штета е што нашите деца идната година ќе учат една нова историја за една нова држава, за една творевина која ние никогаш нема да ја прифатиме како своја. Виновникот за формирањето на таква творевина има име и презиме, а тоа е Зоран Заев. Истиот тој Зоран Заев што овде, од центарот на Прилеп, ја заговараше двојазичноста на целата територија на Република Македонија, истиот тој Зоран Заев, кој наспроти јасно изразената волја на граѓаните на Република Македонија за бојкот на референдумот, го промени вековното име, и истиот тој Зоран Заев, кој пред некој ден, исто така овде од Прилеп, ни зборуваше за увоз на некаква работна сила и да видиме дали тоа е вовед во доведувањето на мигранти во Република Македонија. За 2 години ја уништија економијата во Македонија. Пред некој ден нивната економија беше оценета со оценка 0 од странските инвеститори. Нека кажат барем една единствена инвестиција, фабрика новоотворена за време на нивното владење. Таква нема. Наместо да го продолжат трендот на доведување на нови странски инвестиции, на отварање на нови работни места, на нови фабрики, какви што ние отворивме во технолошко-индустријската развојна зона во Алинци и сега работат илјаници граѓани, ја наоѓаат својата екзистенција, тие сега се занимаваат со непотизам, со вработување на своите синови, ќерки, пријатели, роднини. Почитувани сограѓани, Илија Јовановски во предизборието ветуваше создавање, креирање услови за враќање на младите во Прилеп. Младите масовно се иселуваат од Прилеп и од Република Македонија. Од тоа ветување за сега ништо. Ветуваше 20% поевтини сметки за вода, пониски сметки за вода. Во моментов граѓаните плаќаат за 60% повисоки сметки за вода. Почитувани, време е да се казни оваа ненародна, предавничка и криминална власт. Време е да се казни за сите овие предавства, за сите лаги, за сите лажни ветувања. На 21 април, прилепчани, македонците, Македонија ќе гласа за број 2, ќе гласа за кандидатот на ВМРО, ДПМН и коалицијата, професорката Гордана Силјановска Давкова. Прилепчани ќе ја казнат оваа погубна политика. Военно, почитувани сограѓани, ве повикувам во петок, на 12 април во 20:30 часот, да повелите заедно со нас, заедно сите сплотени, тука од площадот Методи Андонов Чентов, да ја порачаме на оваа власт дека заминува во историјата. Да ја порачаме на најголемиот митинг организиран од ВМРО, ДПМН и коалицијата во Прилеп. Почитувани сограѓани, правда ќе има. Македонија ќе победи. Ви благодарам.